Праша и агенцијата е насловот на новата кампања на Агенцијата за финансиска поддршка која што започна од Прилеп на средба со одгледувачите на овци од цела Македонија. Беше истакнато дека за 2023 и 2024 година се изготвени сите потребни документи за исплата на заостанатите субвенции. Биле доставени до Трезор и се очекува наскоро истите да бидат исплатени. За 2025-та пак биле оделени 1 милиарда денари за мерката сточарство. Се очекува и тие да бидат наскоро обработени, но проблемот со неисплатените субвенции за 2024 година останува, каде што од околу 2200 апликанти субвенции добиле само околу 800. Со 24 година беше ставен услов кога барањето пријавува 100 грла овци, без разлика која возраст е, од кој пол се, 50% јагнињата од тие 100 овци да му бидат предадени во кланични капацитет. Луѓево го имат исполнето тој критериум од 50%. Меѓутоа во програмата е децидно кажано од вкупен број на пријавени грла стока. Не се исклучени нити младите нерепродуктивни, нити машките грла стока и тука се јавува проблемот кој што не можат да го постигнат да имат предадено 50% во кланични капацитети. Сточарите побараа поголема и невремена поддршка од страна на државата. Половина од сточарите не ги исполнија мерките и тие останаја без ниту еден денар оваа година. Затоа сега дали е по нивна вина или не беше убаво промовирана програмата, ние не можеме да тврдиме тука. Битно е едно да му се овозможи на сточарите да се вратат поново во живот, да се субвенционира сега, оти тие останаја без пари накаде половина веќе. Би апелирал до владата да не излагат на сусрет и да ја поддржат директорката и министерството за да им се излага на сусрет на сточарите, ако сакат да обстане оваа гранка. Порано сме имале 2 милиони, сега имаме 250-300 илјади овци. Тоа е огромно опаѓање на бројката. Се пожалија и на тоа дека моменталната цена на јагнето била само 230 денари за килограм, а тие бараат истата да не биде помала од 300 денари. Кланичарите во моментов воопшто и не им го откупувале јагнето. Откупо е тежок, не ги зема кланиците, дали некој финтини изигравани шо не знаеме. Чека 5 до 12 да не ги зема поевтини јагнината. Средбите на агенцијата ќе продолжили и во други градови со останатите производители на храна.